Македонија е аграрна земја која има потреба од земјоделски стручни лица во иднина. Зголемен бројот на органски производители на здравата храна која ја нудат на пазарот. Молебен за Македонија организираше Македонското патриотско друштво Апостол Петков Терзиев од Гевгелија за зачувување на татковината и за спас на патриотите кои бесправно се затворени. Неделно издание на Дневникот започнуваме. Со ексклузивен концерт денес ќе биде отворен објектот на Македонската филхармонија, еден од најкапиталните проекти за Македонија, уметниците, но и културата. Проектот е во вредност од 37 милиони евра, а филхармонијата е опремена со најсовремена акустика, звучна изолација, како и капацитет од 1000 седишта. Нешто што го нема во целиот регион, најблиску има во Атина. Таков објект специализиран за филхармонија, значи не концертна сала, туку сала за филхармонија, тука има голема разлика. И навистина можам да кажам дека бев импресиониран од она што го видов, но и од она што го чув од самите музичари, од светски познатиот диригент кој што е дојден и веќе ги врши своите проби за утрешниот концерт, како и од нашиот исто така светски познат Симон Трпчевски. И двајцата ми информираа дека се работи за високо професионално направена сала за филхармонија. Злате Мехмедовиќ, член на Комисијата за здравство на СДСМ, вети дека здравието на граѓаните ќе биде врвен приоритет на новата влада и додаде дека е подготвен предлог законот за измени и дополнување на законот за здравствено осигурување за бесплатно болничко лекување за сите осигуреници. Со измените целосно ја укинуваме болничката партиципација за сите осигуреници. На овој начин нема да остане никој без болничка услуга само поради тоа што нема пари да плати за тоа. Според официјален извештај на Фондот за здравствено осигурување за 2016 година, 220.000 граѓани во текот на изминатата година користеле болничко лекување. Може само да се претпостави какво финансиско олеснување би било за осигурениците, доколку не требале да платат болничка партиципација. Според наши проценки, околу 420 милиони денари на годишно ниво до сега граѓаните плаќале за да се лекуваат во болниците. Како што е предвидено во програмата на новата влада, а тоа ќе биде преточено и во закон, овие трошоци на граѓаните ќе ги покрива државата. Алармантни се податоците на народниот правобранител дека граѓани не може да добијат отпусно писмо додека не платат партиципација. Често лекувањето на граѓаните не завршува со болничкото лекување. Тоа значи дека овие граѓани не се во можност да го остварат своето елементарно право на здравствена заштита, што се одразува и на нивното здравје. ВМРО-ДПМН денеска соопшти дека нема да дозволи СДСМ преку заобиколување на уставот и законите да реализира планови на штета на државните и националните интереси. Крсто Јовановски на пресконференција рече дека јавноста е загрижена каква гаранција подпишал Зоран Заев кога неговите коалициски партнери остануваат зад тиранската платформа и планираат да ги реализираат одредбите во неја. Ова е премногу сериозно да се релативизира. СДС дојде на власт на сила и со измами. СДС, да се подсетиме уште еднаш, не победи на изборите и не ја доби поддршката од граѓаните. Затоа мора будно да се следи секој нивни чекор. Кој еднаш излагал, ќе излаже повторно. ВМРО-ДПМН нема да дозволи преку релативизирање, заобиколување на уставот и законите, СДС да реализира планови на штета на државните и на националните интереси. А Никола Груевски денес во увид на патот кон Сончевград. Груевски одговори на прашањето зошто како партиски лидер оди во обиколка на владините проекти. Јас имам одговорност и оние кои што сакаат да ги деградираат нашите активности, да не ги дават активностите, туку да свртат темата зошто воопшто се појавувам, нема да ми ја направам таа услуга и ќе продолжам сите оние проекти што сме ги ветиле на граѓаните
да ги следиме за да се завршат на време и да се завршат со квалитетот кој што бил предвиден и бил ветен. И не случајно ВМРО-ДПМН 11 години на 10 избори постојано ја добива довербата, затоа што внимава што ветува и уште повеќе внимава тоа што го ветува да се реализира на време, ако е можно некогаш и пред време. Тоа е тоа. Инаку што се однесува до СДСМ и до некои медиуми блиски до нив, најдобро би било за нив јас да не се појавам, да не снемам. Јас знам дека тие најмногу го посакуваат тоа. И тоа не сум во можност да им ја завршам таа работа. Господин Краевски, на кој начин ВМРО-ДПМН ќе действува сега во наредниот период доколку се формира идната влада составена од СДСМ и Албанска? Па, природно е ако се формира ново мнозинство, дека ВМРО-ДПМН ќе действува како опозиција. Продолжуваме со дневникот. Македонија е аграрна земја која има потреба од земјоделски стручни лица во иднина. Да се студира на земјоделски факултет е предизвик, вели професор доктор Душан Спасов од земјоделскиот факултет. Тој вели дека на студентите им се нуди практична и теренска работа со примена на новитетите во земјоделството. Да се студира на земјоделски факултет е предизвик. Тоа е една интересна наука која им дава можности на студентите за примена и користење на нови современи технологии. Овој факултет им нуди многу можности на младите и поголема шанса за вработување, бидејќи Македонија е аграрна земја, вели професор доктор Душан Спасов од земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Земјоделието е гранка многу интересна, каде што посебно кај нас во Македонија, ние може да кажеме дека Македонија е аграрна држава. Што значи дека и како треба да се посвети поголемо внимание на земјоделието. Значи, секој наш студент, дипломиран, многу лесно може да дојде до самообработување, односно до производство, да се занимава со производство на храна. Според него, Струмичкиот регион е земјоделски и токму тоа е една од причините поради која студентите се запишуваат на овој факултет. Тие имаат можност да бидат на терен и постојано да ги следат новитетите кои секојдневно се применуваат во земјоделството. Струмичкиот регион е земјоделски регион, регион каде што најмногу е развиено градинарско производство. Кај градинарско производство, значи имаме многу брзи трансформации, односно многу брзо примена на разни технички, технолошки решенија во делот на од сите аспекти на производство на култура. Кое што е потребно студентите, односно при студирањето на факултетот на земјоделскиот факултет да се совладат тие техничко-технолошки решенија и да се осовремени земјоделството, односно земјоделското производство во Струмишкиот регион. Тој вели дека големите технолошки решенија и големиот напредок во земјоделската наука и производство на храна мора да биде предизвик не само за идните студенти, туку и за земјоделските инженери, кои треба да ги применуваат тие новитети во земјоделството. Современото живење и квалитетот на храната која ја конзумираме ја зголемува и работата на органските производители. Нивниот број се повеќе се зголемува, а освен здравата храна која ја нудат на пазарот, вложуваат напори и преку различни алтернативи производите да стигнуваат порано кај корисниците. Примерот со јаготките е еден од нив. Бранко Атанасов е еден од првите производители на органско производство во регионот. Тој со овој похуман начин на производство на храна започнал уште во 2006 година, кога се бележат и првите почетоци на овој вид производство во Македонија. Тогаш, заедно со уште неколку ентузијасти, го формирале Сдруженијето Органологистик, кое функционира и до ден денес. Моментално тој е посветен на производство на јаготки, кои според него се доста барани на пазарот и се првите кои се појавуваат од овошјето. За да може уште порано да им ги понуди на купувачите, Бранко ги одгледува под пластеник на површина од 800 метри квадратни, на кој има и насади од малини, јаболки, круши и праски. Знаејќи дека за да се постигне една добра квалитетна јагода, треба да има неколку третмани со хемиски препарати, меѓутоа знаејќи го штетноста на тие хемиски препарати, се одлучив да преминам во органско производство, значи со примена на природни препарати. Дел јас ги подготвувам, дел се наоѓаат и во продажната мрежа, веќе достапни се во Македонија. Така да
на пазарот и на потрошувачите да понудиме една сигурна и безбедна органска јагода. Бранко вели дека со добра земјоделска пракса и со добра нега се добиваат квалитетни производи, иако можна мала е разликата во приносите меѓу конвенционалното и органското производство. Се разбира на стартот, уште во првата година може малце се намали, меѓутоа веќе втората, третата година ќе се постигне истиот принос колку што е и кај конвенционалното производство. Јас лично овде околу 1000-1200 килограми од овие 800 квадратни метри. Јас сум убеден дека перспективата е во органското производство, особено што во Македонија има одлични услови за развој на тоа органско производство и за обезбедување на здрава храна. Значи, не е воопшто тешко да се произведе органска храна. Потребно е само малце едукација и малку желба на производителите да преминат од конвенционално во органско. Побарувачката за органска храна од година во година се зголемува, а земјоделците велат дека пласманот во тој дел е загарантиран, па секој што ќе се реши да биде органски производител, најмалку треба да размислува за пласманот. За органското производство треба да се вложи повеќе труд, но трошоците се скоро исти како и кај конвенционалното. Атанасов ги охрабрува сите идни органски производители да пробаат, бидејќи пазарот перманентно расте, а многу наскоро се очекува и странските пазари да ги отворат вратите за македонските органски производи. Молебен за Македонија организираше Македонското патриотско друштво Апостол Петков Терзиев од Гевгелија, кои во црквата Свети Спас се помолија за зачувување на татковината и за спас на патриотите кои бесправно се затворени. Македонското патриотско друштво Апостол Петков Терзиев од Гевгелија вчера попладне во црквата Свети Спас организираше молебен за Македонија. Членовите на друштвото прво дадоа заклетва за верност кон Македонија, а потоа се упатија кон светиот храм, каде што светиот чин го одржа владиката Агатангел, придружуван од повеќе свештени лица. Денеска Македонското патриотско здружение Апостол Петков Терзиев и сите негови членови организиравме еден молитбен за Македонија, затоа што осетивме потреба дека сега на Македонија и на македонскиот народ најдего му е потребна поддршката од православната црква и заедно со свештениците од храмот Свети Спас во Гевгелија го организиравме молебенот, се помоливме за доброто на Македонија, за доброто на нашиот народ и за разум кај политичарите и политичките партии. Не сакаме поделба, не сакаме разделби, туку сакаме обединување и затоа ќе продолжиме со нашата борба. Иако ги прекинавме протестите за заедничка Македонија, ние нема да се откажеме од нашата борба за Македонија и достојно и секогаш ќе бидеме на браникот на татковината. Во придружба на членовите на друштвото дојдоа и голем број на граѓани кои се помолија за спас на татковината и за спас на патриотите кои бесправно се затворени. Балистичката ракета што ја лансираше денеска Северна Кореја прелетала околу 500 километри и се верува дека паднала во близина на источниот брег на земјата, соопшти војската на Јужна Кореја. Експерти од вооружените сили на Јужна Кореја и САД спроведуваат детална анализа за лансирањето. Ракетата беше истрелана од регионот Пукчанг. Во продолжение останатите настани од светот. Кинеската влада системски работела на разбивање на шпионска операција на ЦИА во Кина, почнувајќи од крајот на 2010 година, објави денеска Нью Йорк Таймс. Американскиот весник пишува дека во изминатите 2 години кинеските власти убиле или затвориле најмалку 10 извори на ЦИА. Весникот цитираше 10 анонимни сегашни и поранешни американски представници, според кои овој упад во разузнавањето е еден од најголемите во последниве децении. Нью Йорк Таймс наведува дека американските разузнавачки и безбедносни агенции се обидуваат да ја намалат штетата, но меѓу нив владее голема поделба.
Над 160.000 лица синоќа протестираа на улиците на Каракас против венецуелскиот председател Николас Мадуро. Демонстрантите веќе 50 денови одржуваат протести во Венецуела со барање за оставка на председателот Мадуро. Со сигурност има 160.000 лица, можеби и повеќе, изјави Единсон Ферер, еден од раководителите опозицијската коалиција за демократско единство. Венецуелската полиција употребила солзавец со цел да ги растера демонстрантите. Во Хрватска денеска се одржуваат локални избори на кои право на глас имаат повеќе од 3,7 милиони граѓани. За 9500 различни функции на локално и регионално ниво на власт. Пријавени се повеќе од 47.000 кандидати. На изборите учествуваат 126 политички партии. Избирачките места се отворени во 7 часот, а ќе се гласа до 19 часот. Саботното издание на турскиот весник Созџу излезе со празни страници во знак на протест против апсењето на неколкумина новинари од весникот. На страниците се наоѓаат празни колумни со имињата на авторите, дури и местото каде се наведува временската прогноза е празно. Весникот со така нареченото специјално издание на слободата на печатот за 19 мај реагираше на апсењето на уредникот Медиха Олгун и новинарот Гокмен Улу. Исто така е издаден налог за апсење и за собственикот на весникот Бурак Акбај и директорот за финансии Јонче Калилеј. Под влијание на влажни воздушни бранови, во Македонија ќе преовладува променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд наместа проследени со грмежи. За денеска се очекуваат повремени врнежи од дожд и умерен до засилен северен ветер. На места врнежите ќе бидат поројни и проследени со грмежи, а поинтензивни процеси со пообилни врнежи ќе има во јужните делови од земјата. Кон крајот на денот времето ќе се стабилизира. Утре врнежите ќе бидат локални и послаби, но повеќе врнежи ќе има од вторник до четврток. Најинтензивни врнежи локално во форма на невреме се очекуваат во вторник. Од среда ќе биде посвежо, а од четврток ќе дува и засилен северен ветер. Почитувани, ова беше и последната информација за овој дневник. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.